Добар ден, почитувани гледачи. Добро дојдовте на нова сезона, нова серија од подкастот на Биди свој со мене Мери Јанчева. Оваа емисија, овој подкаст, би сакала да го посветам на астрологијата, веднаш ќе кажам, од причина што живееме во време кога секој еден се соочува со некои проблеми и секој сака да се спознае, да се осознае самиот себе, за да може подобро да функционира во светот и во тие меѓусебни односи. И многу често се спомнува поимот астрологија, се спомнува ми изработија натална карта, тоа и тоа ми кажа како карактеристика. Јас се потрудив да најдам гости. Морам да кажам дека во Македонија единствени и затоа ги поканив да ми бидат гостинки во мојот подкаст. Ќе кажам добре дојде прво на Наталија Андонова, сертифициран астролог од Светска астролошка организација ИСАР-КАП. Подоцна ќе не објасни што тоа значи. Искрено јас прв пат се среќавам со астрологија. И на Виолета Митровска, прв ученик на Академија Алхена, која што е управувана и основана од страна на Наталија. Така? Добро дојдовте во мојот подкаст. Благодарам. Се надевам се чувствувате убаво. За поканата, да, секако. Тоа планети наместени, подредени, како се чувствувате овде во мојот подкаст? Ајде за почеток кажете ми нешто. Па ние со Наталија искоментиравме денот дали е погоден за ваков тоа се провери, значи професионална деформација, добро. Тоа не е така како пробно и што ќе кажете? Се согласиме дека е идеален период, бидејќи месечината е во бик и Уран тука ни прави добар аспект со другите планети за добро зборување и секако за баш токму темата да биде за астрологија. Так. Уран е тој, нели, што представува астрологијата, а месечината баш на 15 степени бик, што во астрологијата ние го викаме централен степен и супер баш позиција за месечината. Мило ми е, јас морам да признам дека немам разговарано многу на таа тема, немам многу познавање, од таа причина и ве поканив вас. И пак ќе напоменам дека сте единствени во Македонија кои имате формирано таа Академија за астрологија, која е продолжена рака на Јоханес Кеплер, Институт за астрологија на светско ниво. Може ли Наталија малце да ни објасни околу тој дел? Малце вовед, што значи тој институт и што значи Алхена во Македонија? Вака сега. Институт за астролошки истражувања и едукација Јоханес Кеплер е седиште во Белград, каде што го водат Александар и Леја Имширагич, значи мои ментори. 4 годишни студии, дипломирав јас таму кај нив и имаш можност, доколку сакаш, самата школа, самата студија, значи институтот ти дава можност, пошто соработуваат со ИСАР-КАП, Светска астролошка организација. Кажи што е ИСАР-КАП, тоа да појасним. Доаѓам до тоа. ИСАР-КАП е Светска астролошка организација, каде што во нејзе членуваат 40 земји и 7 земји, на 47 земји се членки на светско ниво. Александар Имширагич, што е собственик и основач на институтот Јоханес Кеплер, е моментално председател на ИСАР-КАП и може, значи, да самиот основа, да прави, значи, тие предавања, да ги сето тие склопе и да можеш, доколку го положиш, значи, тоа е таму 4-дневна едукација, променуваш, значи, повеќе тестови, мислам, тоа се 3 тестови, али доста обемни 4-дневни, по 6-7 часа, и тука врз целото знаење, значи што е склопено во Јоханес Кеплер, тие 4 години што е едукација, се поменуваат. Врз таа основа, значи колку си научил, колку знаеш, добиваш или не добиваш, значи сертификат. Сертификатот важи на светско ниво. Сертификатот е интернационално, значи од ИСАР-КАП, Интернационална светска астролошка организација. И со тоа, значи самото астролог. Точно, тоа е веќе меѓународен дипломиран сертифициран астролог. И сега самата ИСАР, значи нас не обврзува мене, како веќе Македонија ја внесувам 48 земја, во Македонија, во Македонија, со диплома, значи дипломирана и сертифицирана единствено. И со самата таа, значи, сертификација што ја добивам ја од ИСАР, имам обврска, пошто ја внесувам веќе Македонија, во таа ИСАР компанија, ја така викам ИСАР друштво астролошко, имам обврска, значи, академијата на као предавач, као студии, да имам со своја програма, што се проверени од нив, и 4 годишни студии, сето тоа што сум ги јас средила и направила, тоа е испратено кај нив, средено, значи одобрено. И ја иста таа програма, значи, водам на моите студенти.
Има студенти во Македонија, Имам, така. да, значи имам луѓе во Македонија така, што многу е интересно. студират кај мене. Да. Пред да те прашам има ли интерес за тоа, знам дека ние обичните граѓани не интересира чисто да се знаеме за нас карактеристики, што ни следува во животот или кои карактеристики ние ги поседуваме нели спрема тоа како ни се наместени планетите, како што знаете да кажете вие, но ме интересира например за астролог, да се биде астролог. Треба ли да секој ли може да биде? Треба ли да имате некој, не знам, дарба или желба или што го прави добар астролог? За да човек го да биде? разбираш јазикот на универзумот или астрологијата, секак треба да поседуваш некој код внатре. Ти можеш да учиш многу, како што некој не е надарен да биде математичар, нели ќе учи со труд, со секи ги научи задачите, ама сепак треба да го имаш тоа внатрешно во себе за да го разбереш и да те привлекува. Значи не може секој Да. Самата натална карта има, значи као Потенцијал. носи се во самата натална карта, значи носи тој што е како астролог, што може значи да го преведе тој јазик на универзумот на свој јазик едноставно разбирливо, носи код. Тоа ние го викаме код за астролог. И сега ако сакаш да бидеш астролог, сега баш последната оваа година кога почнаа студентите, и скоро секој што се прејави као студент нели за прва година да биде, секој праша, имам ли ја код за астролог? Скоро секој, значи од ние што беа пријавени, скоро секој праша. И сега има ли интерес за тоа? Да. Има пријавено студенти? Има. Тоа е како, не знам, академија некоја, ако сакаш да бидеш, например, механичар, одиш на академија, сега карикирам така, учиш 4 години и се станува механичар. Исто и кај вас. Учиш 4 години и после се сертифициран астролог и можеш да работиш со тоа. Да, добиваш диплома што можеш да работиш, значи самостојно како професионален астролог, да си имаш своји клиенти, консултации, значи сето тоа од кај мене го добиваш. Има програма сега, таа е програма, значи прва година имаш таму одредени, значи имаме 38 предавања, имаме 5 испита, имаме 2 семинара што треба да се положат, има тие 38 домашни што ги давам нели од лекции, треба да се напишат домашните задачи. Сето тоа се добива оцена. И на крај кога се заврши прва година, предавате плюс семинарска работа. Врз таа основа добивате од прва година сертификат. Да, исто како да Втора си на година факултет. е исто, значи има 42 предавања, 2 семинара, си има трета, четврта година и кога се завршат сите тие, на крај, значи со сите завршени домашни работи, положени испити, што се положени семинари, предадена семинарска работа и на крај кога завршува четврта година, додатно праве дипломска работа. Врз таа основа јас знам, значи колку знае, колку е во можност таа особа да може утре да биде, затоа што ти сепак кога јас што го представувам нели Кеплер, така некој од кај мене ќе го представува како Виолета, нели? Ќе ме представува утре мене, значи на некој начин влегуваме ние во животот на другите луѓе. Не е малку вкусно да не знаеш правилно, а да кажеш на некого, таа особа Сепак треба за да вас кластори, стои институт, стои академија и мора Кодекс да... на астролози, Да, например, да, имаш имаш и кодекс. одредени правила за да бидеш астролог и да ги споделуваш сите тие работи, значи си има кодекс. Убаво кажа да, Наталија, го препуштаме животот во вашите раце и не е баш така едноставно. Добро, тоа за студентите интересно, не знае дека може да се запишеш и на академија за астрологи. Кој да е заинтересиран може слободно да ве контактира, но тоа што мене ме интересира, еве јас сакам да дојдам, ќе дојдам до кај вас, дали на консултација или да ми се изработи натална карта. Што значи тоа? Објасни ми, сакам нешто да дознам за самата себе, сакам да се осознам, да ми биде подобро и во комуникација со луѓе и во животот и за понатаму. Што значи едно доаѓање кај вас? Па вака, наталната карта прво не би ја рекла како натална карта дека може нешто да се даде како, ајде да речеме, патоказ, дека нешто ќе се случи за 5 или за 15 години. Вие за не мене, предвидувате, наталната карта не е за предвидување. сме гатачи. Не сте, тоа да го разјасниме уште на самиот почеток. Јас на почетокот кажав. Многу често знаат да кажат, да. Ние го знаеме јазикот на универзумот, значи планетите ги читаме. Не е тоа дека предвидуваш или еве сега јас
јас нешто имам у главата и ќе ти предвидам Јас на кога тебе. ќе дојдам, ти нема да ми кажеш не. после една Значи, година тоа и тоа ќе ти се да, случи. Значи јас Тоа да го можам расчистиме. да ти ги видам твоите планетарни аспекти и врз основа на планетарните аспекти можам да кажам карактеристики за тебе. Значи што ти е предодредно, кај ти си застанал или запнал што викат Струмиџани ние како што знаеме се кажем. И тука да се обрне внимание, значи кај што имаш проблем во наталната карта, конкретно не. Да. За Тоа тебе, за било кој или Так, за тоа што ги спомнувате, Венера, сите тие планети, која е најбитна? Јас бев на една консултација синоќа, малце ми е хаос во главата, те молам објасниме, а верувам дека и на гледачите ќе ги интересира тоа. Знаеме да спомнеме Венера, ретрограден Меркур, тоа се случува, не сум расположена, така ми влијае тоа, но верувам дека голем процент од луѓето всушност не знаат што значи тоа. Ај појасни ни малце, што е најбитно? На прашањето што е наталната карта, тоа е значи моментот кога ќе го зема Натосот првиот здив при раѓањето, значи како се наредени планетите на небото, како скриншот на самиот Натос, значи. На личноста кога се раѓа. На личноста, да. И сега, значи, тоа веќе те води на тебе, тоа се твоите потенцијали. Дали се добри или лоши аспекти, тука сме ние да ги прочитаме. Значи, кај ти е Сонцето, што си во подзнак, планетата на интелектот или разумот, значи, тука е Меркур, твојата енергија, како ти се движиш, Марс, Венера, што сакаш, кои се твоите желби или начинот на сакање, месечината твојата душа. Сите тие планети го прават твојот карактер. Сега, значи, во полето во каде што се сместени тие планети, значи тоа е кругот што го викаме ние со 12 полиња и сите тие 12 полиња ги покажува, значи прво поле те отсликува како лично како ти се презентираш пред јавноста, како јавноста тебе те доживува. Второ поле, да кажеме, за финанси и за поредовна линија иде бикот во второ поле, трето поле комуникација, четврто поле домот, пето поле. Значи од сите аспекти на животот изработувате вие, да. мислам, во една натална карта се содржи сите тие 12 полиња. Да. Што ми кажувате мене како ваш клиент, може така да се каже? Ми давате насоки како да се движам во животот или едноставно кажувате тие се твоите перформанси? Кои се твоите потенцијали, каде си најдобра, каде треба да обрнеш внимание. Например, има аспекти во одредени лични планети кои не се така наместени се да ти биде мет и млеко, што викат старите. Значи, понекогпат има конфликти, да кажеме, аспект помеѓу Венера и Марс може да биде секстил, може да биде конјукција, може да биде квадрат. И веќе тие се тензични аспекти што барат надминување. Сега, многу од натосите, во зависност како ти е развиен не него каков ти е Меркур, значи рационалниот ум, можеш да бидеш свесен за тоа, или преку животните случувања да почнеш да ги разбираш, значи интуитивно да знаеш што ти треба што, или да си останеш у безсвест цел живот и упорно да ги правиш грешките, упорно. Значи стануваме свесни за самите себе, така можем да го разберам тоа. Да, на некој начин како личен раст и развој ти ја представува наталната карта, енергетска мапа со инструкции. Така на некој начин ја би ја кажала, значи мапата со инструкции, натална карта во времето на раѓање, замрзната слика од универзумот е слика во твојот живот. Од тука ги имаш инструкциите за се. Па и кога идеме да купиме некој плакар, да речеме, го дават све заедно и ни дават мапа како ние да го склопиме сето тоа дома, да не дадеме 3000 денар некој да ни го склопи. Таа натална карта таа натална карта е нашиот живот. Сите 12 полиња ги секој живее, сите 10 планети, значи што се тие лични планети што ги спомна Виолетна, значи ги имаме нели Сонцето и месечината, како луминари, имаме ги Венера, Меркур и Марс, значи као лични планети, тие ги секој човек живее. Секоја особа во секојдневие ги живее. Живееме го Меркур, значи дишеме. Секојдневието морам така да прашам како обичен... Живееме го Меркур. Прво, зборуваме, дишеме, тоа е Меркур. Второ, и сакате, извини, да, што ве прекинувам, сакате да ми кажете дека таа ми влијае сега во моментот како ја зборувам и делувате и како на е начин наместена, како ви е поставена во вашата натална карта, а ви води моментално како е транзитот поставен.
Ќе треба да дојдам до кај вас, да ме се изразам, комплексно, за да много знам е как... комплексно. Комплексно и Значи, интересно. Да, ние интересно сакаме во секој на случај. кратко, на поедноставно, нели да ги објасниме сите работи, да не биде многу стручно, да не користиме стручни зборови, Да биде како што појасно викаш, за нема да гледачите. разберат ја. Тука многу често се помешуваат поимите со енергија, ми спомнавте, цело време ми спомнувате енергијата. И уште еден момент ми спомнавте кај вас, кој го поврзувате со натална карта и што друго на вашите клиенти им овозможувате или им споделувате. Како беше тој аспект? Кажете ми. Во Кеплер, значи таму исто, во истиот институт, значи таму има и енергетска психологија и духовни животински водичи. Што значи тоа? Енергетска психологија потпаѓа под едукација каде што се работе на чакри, значи 7 чакри во нашето тело имаме и 3 чакри што се надвор од нашето тело. Тоа ти се 10 чакри, а човекот ги знаеме, нели ние 7 чакри. Работа духовни животински водичи, имаме ли секој во себе анимална животинска природа и на некој начин ја живееме. Таа анимална природа ние ја секојдневието живееме како навика или инстинкт во секунда нешто изделуваш. Таа е животинска природа едноставно во нас. И сето тоа се пресликува на наталната карта. Значи секоја планета има свои 10 анимални природи. Секоја планета има своја чакра и имаме и меридијани. Тоа се меридијани што се преку нашето тело. Сега вака, како е таа енергетски центар чакра? Тоа ми е малце... Малку е Тоа е веќе друга гранка од астрологијата. Тоа е веќе продолжена Тие чакри гранка. некако ги спомнуваме многу често, ги поврзувам со јогата. Да, спомнува се, Тоа да, има, поврзана, кога ќе се осознаеш самиот себе, нели, со јогата, кога ќе се смириш, како кажуваат, кога ќе се воспостави една рамнотежа, балансот, да, на балансот, чакрата, тоа е тоа. се подобрува и животното поле или животниот Свесноста однос, за себе. свесноста и повторно доаѓаме се подобрува животното поле таму кај што таа планета или таа чакра ти го представува дело во наталната карта, таа животна област се тебе подобрува. Се иде така спонтано, се иде така случајно. Си викаш, па да, окей, така е. Ама ако малку подлабоко размислиш, ако малку се само себе преиспиташ и разговараш со себе, ќе сватиш уствари дека да, ја работи јога, ја прави енергетски вежби. Па мене да, јас сум самата особа сменета, јас лично сум ги иницирала сите тие ситуации кои мене ми изгледат спонтани. А всушност е работењето на самиот себе. Да. И сите тие предавања и не знам на YouTube кои ги имаме видеа кои се споделуваат, лайф коуч, нели психолози кои зборуваат, можеме ли да кажеме дека има големо влијание и астрологијата во се тоа? Има, да. Астрологијата може да се преслика во секој однос. Астрологијата може да се преслика во секој животен дел. И овака, значи сега како подкаст, ние го снимаме тоа, самиот подкаст се пресликан во девето поле. Животна област е девето поле. Девето поле што представува. Самиот подкаст е представено преку Меркур и Нептун. Значи имаме ние слики, секоја планета представува символ. Кој што кажа Виолета, значи планетата е символ, полето е символ, животна, значи област и знакот е со некои си своји карактеристики. И тоа тројство го ние собираме во приказна јазик, што ние го пренесуваме разбирлив на човештвото. Вие го знаете, како што спомна на почеток, го читате тој јазик и го пренесувате на нас. Во контекст на разговорот што беше претходно, нели, кој читат хороскопи, не може, некој може да биде, да кажеме, во хороскоп близнак, ама да нема ништо од близначко. Значи, да биде знаат, еве и на мене многу често знаат да ми кажат, јас сум јарец во хороскоп. Јас се си мислав дека ти си близнак. Значи, не знам зашо ме си мислав дека си близнак. Како хороскопски знак или подзнак? Па имаш подзнак? нешто од близнаци. И не тега видех баш наталната карта, Ќе дојдам, ќе ми сега јавноста да не ме открие целосно. Ми беше, значи, ќе ми кажеш. Можеш да имаш сонце во близнаци, а да имаш подзнак во Шкорпија. Можеш да имаш Меркур во Рак, а да имаш месечина, да кажеме, во друг знак. Ако месечината е твојата душа, ако месечината е внатре, твоето чувство, значи ти си сосема различен од сонцето во кој знак е. Значи сите ти обоености што ги дава самата планета како карактеристика и во местото кај што се наоѓа, ти нема да си иста, да кажеме, да одеш да живееш во Австралија и да живееш во Македонија како планета. Не е исто. Сакаш не е исто. Истата личност,
на друг начин Дали ќе би била функционира иста? во... Значи, околностите, поднебјето, начинот на живот, промената на самото, на времето, нели? Ние сме тука Така, друг временски да. таму. Значи, сакам да кажам, оти секоја планета е битно, значи, дали се наоѓа во седиште, дали се наоѓа во изгон, дали се наоѓа во екзалтација, какви аспекти права. Имаме бенефитни планети, имаме малифични планети. Какви аспекти таа, значи, Так. не можеш една месечина, ако е во Шкорпија и во конјукција со Плутон, да кажеш се е најдобро за неја. Тоа никако не можем да го разберам Зборот тоа. ми беше Да. затоа, нели, хороскопот е забава. Хороскопот ќе го читаме Тоа е сакам забава. да прашам, Да се вратам сега да не За одвлечувам, хороскопот, да. Почесто имаше весници, сега за жал изумираат принтаните медиуми, но еве на интернет, мојата ќерка и незините другарки читаат хороскоп и ми спомна пред некој ден, да, мамо, јас пробав, имам една апликација, си направив натална карта демек и тоа и помага за комуникација со дечковци, потенцијални, нели се Тоа е најбитно. Да, и сватив дека многу ги интересира. Ајде малце да им кажеме на кога чита хороскоп, што значи тоа? И дали само треба да си го чита? Јас сум во хороскопски знак Јарец, дали само за Јарец треба да читам? Значи, за да може да добие комплетна слика во моментот, транзитите какви збиднувања ќе донесат, значи да биде приближно до тоа што треба, оти секоја натална карта е индивидуална, не можеме да кажеме, нели, дека ако на некој е лош ден денеска, за друг може да биде среќен. Значи, секој пат треба да го читат прво подзнакот, значи, да ја читат за месечината во кој знак е и после да го читат сонцето во кој знак е. И тука да си направат една слика за да можат да се вклопат во моменталните транзити. Така, сега до некаде дознав, за подзнакот да се открие треба точен час на раѓање. Час на раѓање, да. Третото што го спомна? Месечината е битно исто Како каде ти се како јас наоѓа. да знам мојата месечина, каде, што? Како? Ти кога ќе го знаеш точното време на раѓање, ќе ти излезат сите планети, на колку степени се исто и степените се многу битни, значи има многу. А тоа се открива со наталната карта, Да, претпоставувам. да. Значи јас кога читам позициите и вие ќе ми кажете во подзнак си тоа, месечината ти е во тој знак и јас читам хороскоп 3 знаци. Да. И по тоа се предвидувам или како, не предвидувам, нема да го користиме тој збор, него го читам хороскопот, на некој да, и се водам да. по тоа. Ако немаш консултација со астролог, ти сакаш да прочиташ, немаш време да бараш астролог и немаш, значи, некој слободен термин за да имаш консултација, имаш на интернет, имаш на YouTube, јас сум подзнак, да речеме, рак. И јас си читам за рак, затоа што ти подзнак кој е тој што те тебе започнува. Моментот на раѓање, првиот здив ти е подзнакот, излезен знак, значи самиот источен дел, моментот те опишува тебе како физичко тело, како личност, како особа. Од тука се формират веќе тие 12 животни полиња. И од тука, значи, тебе ти е важно подзнакот што си да го прочиташ на YouTube, на страни, значи, што има астролошки, што ги објавуваме ние, па го гледаш каде ти е сонцето, значи знаеш сонцето ти е во Јарец и гледаш каде ти е месечината. Тогаш сите тие 3 дела ги склопуваш, ги читаш прво подзнакот, што ти речеме и ракци, па го читаш Јарец, па го читаш месечина, пример, ајде во Девица е. И сега читаш рак, подзнак, читаш сонце, Јарец, читаш месечина, Девица. И си тие 3 кои ги прочиташ ти. Јас само Јарец си читам, да. Астрологијата е тројство, секогаш се поврзува тројството. Астрологијата е тројство. Так. Да, сега ми е јасно. И убаво е и на сите гледачи да им кажеме да не читаат само еден. Значи, читајте, прво направете си натална карта, потоа кога читате хороскоп, читајте си ги сите три знаци кои ве означуваат, обележуваат вас. Многу ме интересира зашто најчесто доаѓаат луѓето кај вас. Да се изработи натална карта, кажавте, да. Меѓутоа, дали доаѓаат кога имаат проблем или доаѓаат од самосвесност? Повеќе се соочувам со клиенти кои бараат љубовни решенија, демек, да, добро. Или дали ми одговара партнерот. И многу пати веќе, пошто ме знаат, баратам со тие работи, ми пишат или ќе ме прашат, јас сретнав една особа, така и така,
ај види го дали е окей. Значи, Тоа во можеш ли последно да им време, кажеш? Некако ми веруват, се соочувам, значи, со мои клиенти, Така? фидбек, јас не се рекламирам за тоа, значи, ми веруват во наталната карта и многу пати ќе ми пуштат, ај, можеш ли да го дзирнаш, тај одговара ли ми? И јас ќе кажам, не, беги подалеку, не е за тебе. Демек Значи, ќе го видам по како знакот. натусот, дали има добри намери, дали е окей. Значи, најбитно е за машката особа, За мажот, добро. што треба да го видиме дали се одговарат. Прво го гледаме Марс каде се наоѓа, бидејќи тоа е неговата енергија, неговата сила. И сега ако Марс се чувствува добро во Шкорпија и во Овен, зборува во Лав, значи зборува за една машка сила, за машкост, за потенција, за и начинот значи на работење, успех, амбиции. И сега ти што ќе направиш со некој Марс, замислијат на огнена топка во риба, во вода да ја пушташ, само чури. Значи, тука има фрустриран маж. Значи, тука си имаш фрустриран маж. Значи, за еден Марс, ако биде во рак, тука па имаш еден феминизиран благо или, да кажеме, домакин човек. Чекај да разјасниме. Алфа маж. Каква жена му одговара? Не те разбрав убаво. Тоа е Марс, е фактички планетата во машката натална карта, каде ја покажува силата на мажот, колку он е инертен, колку он е успешен да се бори, да предизвици, да прифаќа. Да, знаеш што ми беше прашање, дали жената потентност. Така, значи, двајца, машко и женско. Што треба да бараат за да си одговараат и да имаме, идеално, нели, кажуваме нема никаде. Тај дел е, тоа е веќе синастрија, тоа значи стварно комплексно. Стварно комплексно и мислам оти Не, еве на пример јас јарец и што каков за да тип бараш на идеален маж начин, ви значи бара. која Нема е да можеш особата да која вас Не држи, идеално, но прво што во одговара твојата на тој знак, да. Некако така. Прво во твојата натална карта се прво вака ќе кажам, се што ние живееме, прво живее во нашата натална карта. Не може ништо во животот да ни се случи ако го веќе немаме ние во наталната карта. Значи и тај партнер, се ни е било предодредено. каков да ни е во животот, кај нас е веќе представен со некоја планета или со некој аспект. И сега некоја особа, небитно која, ќе дојде, имаш можда некој фрустрација, имаш некој проблем од таа особа. Тамо таа ти е представена особа. Ти ја имаш веќе во наталната карта, ма не да се бореш со неа, него треба да научиш некоја лекција од таа особа зашто ти е влезела во тај живот. Се со причина, како што Да, знаеме. да, Секоја личност Ако влегува во животот со причина. Точно, да. И не е ништо Ништо случајно. Не е ништо случајно, случајностите не постојат, барем не во астрологијата. И секоја особа што влегува во нашиот живот, секоја особа има причина и не е никаде 100%. Таа особа е за цел живот. Никој не влегува во брак со намера дека јас за 3 години ќе се разведам. Али секој у 90% секој сака да успее и да биде соеден, ама не бива. Имаме бракови кај што се влегува во брак, самиот универзум ти ја праќа таа особа да ти биде брачен партнер. Да научиш или ти можда, значи можда жената ќе биде учител на партнерот нешто да научи, да сознае, да созрее, нешто да достигне. Или па машката партнерот, значи ќе биде учител на партнерката. Да, Има сега, тоа веќе синастрија што вие така вика го гледате Виолета. од астролошки аспект, а јас кога те слушам, знаеш како велат старите, лончето и капачето се најдело. Ако некој е послаб, другиот мора да биде посилен, за да може... Тоа универзумот не го праќа за да можеме да функционираме. Ако Да. некој е помрзелив, некој е поработлив, да кажем, мора тој да го храни другиот или да се гледа, тоа е животинското. И сега уште нешто ќе кажам пред да го продолжиш. Општо без, нели, имаме случаеви, знаеме само дечкото кога ни е роден или па дечко, обично жените се тие, ние сме така понежни, посакаме да ги знаеме тие работи, мажите има ги сега во последно време. Веќе и мажите сакаат, Сакат и мажи, ама повеќе жени, се да. уште да речеме 90% жени, а 10% мажи. Се уште сме подоминантни во тие делови. И сега имаме само датум на раѓање на партнерот, не дела машко-женско, имаме датум на раѓање, само немаме точно време. Значи немаме ја сликата освен. На нас, како ќе знаеме дали на нас ни одговара таа особа за партнер? Во случај го женско. среќаваш некој дечко и и сега- не може да упиташ у колку саат си
роден за да знам точно, дали да продолжам со тебе. И сега, женската, да речеме, женска особа збореме, сака да знае каков ќе биде партнер и дали е окей со тој партнер. Доволно е да погледне каде се наоѓа, небитно кој е поле, заради тоа што без точно време немаме поле, имаме знак. И сега каде се наоѓа месечината. Каква ќе биде неговата жена е месечината. Каде Тоа може да се... Това што ти го спомнувах, значи, ако во наталната карта, как ќе видиме кој ќе те е маж, как ќе видиме кој ќе те е жена. Значи, во машката натална карта е Венера, жената, да се добро, ние го разговараваме това, е жената. И што е посакува? А месечината таа што му биде жена. е што ќе добијам и сега. Друго се поврзува тука. Тука сега ме заинтересира. Како Само ќе да ти дознам кажам, без часот Чеса. на рај? Или да прашувам по луѓето, кога сте Ако во една родени? натална карта имаме месечина која ќе си одговара или е во секстил со Венера, тогаш ќе го добие тоа што го сака. Ако месечината е во лоша позиција или во одговарачки знак, а Венера е, да кажеме, во одговарачки, тогаш се создава да он вечно тежне или чезне под типот на неговата совршена жена, а за жена има нешто што еве, по некоја случајност постанала жена, Му е а он не ја предодредено. сака. И тука се тие контрадикторности во браковите, ама он има мисија зошто тоа го добива и зошто таа жена го добива. Например, во наталната карта, во седмо поле... Вие го кажувате тоа на клиент? Директно Например, така, доаѓа... се создава приказна, тоа се индиректно. се создава приказна. Не е секој свесен да може да го разбере това. Некој ќе се навреде, некој ќе каже шо, ма ти ми го врегеш, нели? Да, сопругата. Значи, јас имах ситуација кога правев натална карта и кога споредив партнерот, нели? И кога го опишуваше партнерот, нели, кога го видех во наталната карта и зошто имаше желба за мотори. Значи, за мотори. Значи, тој фрустриран Марс, бидејќи имаше Марс во рак, го надополнуваше со мотори. Значи, моторите се, нели, да имаш како адреналин. Да. Желба за адреналин. И тука тоа го как да ти кажам, го сватих, значи има потреба да се изразе. Каде ќе се изразе тај фрустриран Марс во рак? Дома ти да го заврзаш ти са еден и практично да и го врзаш помагаш дома на... да ти готва или да ти чисте. Боже сачувай, значи нема шанс. И помагаш на сопругата да го разбере сопругот. Капацитетот на сопругата, ако не може да го разбере, значи тука треба да има едукација и затоа се тие натални карти за да можат да се пронајдат. Ако јас например тогаш ти кажам да работи на себе, да работи на себе, едноставно да ги разбере неговите фрустрации. И после правев истражување, значи луѓе што ги познам, кај мене идат многу клиенти со многу пасоши, со многу дати на раѓање и јас се истражувам. И многу луѓе. Тоа е професионална деформација. Да, професионална деформација. Не идам кај те. Многу пати со Наталија, многу пати со Наталија ќе ми текне у 11 сат, ќе зон Наталија, јас видех така и така. Види, замисли това, мале па типа вик само копаш. А вие преку копаш. планети се разговарате, не? Да, обично маш ме вика почне да збори и он само седе, ние двете си збореме. Значи, сите со фрустриран Марс, што одредени други планети, значи, му дават можности да може това да го преобличе, возат мотори. Кога ќе видиш некој моторџи, Што да знам дека е? Па, сигурно има нешто што ќе сака енергијата. Повредена месечина, уствари тоа. Повредена месечина и нема начин, нема можност како да го тоа исполе едноставно да испразне, а тој адреналин значи да излезе, а моторот е тај адреналин што го изнаса сето тоа. Да знаеме. Моторџи, слушајте, ве откривме Добре, што ви е маката. Има си некои страшни. Ве откривме што е маката. Марс во Овен исто може, например... Марс во Овен е во седище. Чекај се, спомнавме мажите, за мажите натална карта, за жените не ми кажа. Првото нешто што го гледам, дали е домакинка. Значи, ќе го видиш месечината каде ги. Ме виде мене, синоќе, домакинка ли ти си педантерија. Перфекционист. Она педантерија. Сигурно дом чорапта ти се у... Да. Си сакам да ми е чисто. Да. Значи, месечината каде е и тука можеш да кажеш дека станува збор за домакинка жена. Значи, ако е во рак, ако е во бик може, девица, значи тук се ти. Ако има месечина во Шкорпија, ако има месечина во Овен ќе водиш војна со таква жена.
Во Шкорпија Доминантно. секак ќе ти биде неверна, значи ако и другите Добре. аспекти го потврдуваат тоа. Чекай се, во Овен, како хороскопски знак ме кажуваш? месечината. Шкорпиите. Месечина во Овен. Не генерализираме ако е Шкорпија жена. Не, анализираме месечината каде. Не ставаме кој знак е, ставаме само Не. месечината да е некаде да се Карактеристики, наоѓа. ако Небитно подзнак или месечината сонце. Најдобро. Сад ти замисли една убава Да прашам нежна колегите жена, дали разбра нешто, кај се една избе. убава нежна жена, Добро. значи чиста, сълза, што викат старите, Добро. и ти да га пушташ доле у канализацијата. Шкорпија. Каква ќе стане она? Каква ќе биде? Страх, чувство на неубаво, нечиста. Значи, а особено па во другар да и биде Плутон. Исто, как се вика, манипулатор. Се случува момент кога гледате, например, разговарате, еве со мене, ако не знаевте кој хороскопски знак сум јас, ништо не знаете за мене, разговараме пола сат, дали можете да ме откриете како личност или не? Да? Тоа е Аз тај веќе- астролошки да. дел што Тоа е првично тој со код што тоа го ние го имате. деламе. Обавезно Јас Кодот- веќе- кодот го правите. разговараш. Почнаа да ме Обавезно. викат баба Вања. Аха, значи и со самиот разговор вие можете Препознаваш, да, Дури препознаваш можам да како се кажем однесува, да. и месечината во што носе, можем да кажем и некој пат и зависи и Марс, можем да го опишем заради това што по начинот на Јас сакам да делување. спомнеме една случка вака, те баш на оваа тема, која патуваме за Белград со дечкото до тебе која да, таа га само забравиме. пошто ти го сето тоа води, може Да. да го кажеш ти сето тоа. Не, мислам заедно беме, ама Аха, случката аха. она ја води така да. Да, многу ми е не интересно да разграничим, има луѓе кои веруваат во тоа, има луѓе кои не веруваат во тоа. да. И Това е наша по цел собствена така желба. не е да ги Јас сум убедиме любител на луѓето дека астрологијата, мора да. тоа да се прави, но има мора. многу ситуации, знаеш, кога зборуваме, нели, јас сум јарец, сопругот ми е девица, не си одговараме, како бе? А баш напротив девица јарец Го- углавала Добро, на Не, господа така. како пример. Да, Инаку, маш ми е девица, значи си одговараме. Супер, окей, не? Девица ситничаре. Ама ти имаш да, месечина ситничаре, да, во- ситничаре. Во девица и така. Поздрав тука до не е- него, не да е жив и здрав, ситничар, војно лице, што сакаш. Многу често ни се среќаваат во животот тие астролошки аспекти, кој верува, кој не верува, тоа нели не сме овде да убедуваме некој, но интересно ми е преку примери да укажеме на сите тие животни искуства, да споделиме Знаеш, нешто. има во одредена натална карта, еве конкретно за мојата натална карта, јас имам Марс во Водолија, овој Марс во Водолија и во тригон е со Уран Уран. и замисли, И значи Сонце. сателит не ми е равен. Значи не знам, веќе годините ме терат да се малце успорам, иначе се сум брзица и на зборови. Да. И обично Водолијата ми е како кот во мене. Значи, ја чувствувам Водолијата. Едноставно, у мојот живот, значи, кој да сретнам мора да е Водолија. Го познавам, без да Тоа го ги видам. привлекуваш или Да, кога да. многу често знаеме да кажеме пак нели сега јас од луѓето, од аспект обичните луѓе, привлекуваш некои луѓе Да. или некако се зближуваш со нив, со исти твој код. со исти твој код. Таа Дечкото енергија се што се погоди носи. да Тоа е таа седаме енергија, во добро. исти автобус. Добро. И сега, значи, имаше, а после ќе ја кажеме случката па за хорерното прашање, пак Не бе, има дел од време ќе се разговараме астрологијата. до утре. И ние, бидејќи имавме некој инцидент, знаеш, и со душа чекавме да стигне автобусот и право, ајде се качивме и Наталија пред мене отиде, она седна и сега ја немам. И еден дечко ме виде и се подмести и вика, седни тука. И јас се седнах тука. И патуваме, возиме се за Белград, одеме на предавање на Александар На М. семинар Ширагич требаше да иде. во Јоханес Кеплер за Хирон. Хирон е па друга приказна. И си правиме, си комуницираме и мене ја од тука ме Веќе подига. после, негде ка 50 км пред Веќе пред Белград, Белград. на нези текнува ти што си во знак. А цело време, викам, тај сигурно облечен во шаторско крило панталоне, мајца, млад дечко, може како мојот син, 90-та година. И тебе сега те цело копка, време, како и јас фашо? ме копка, а јас викам, тај е сигурно Водолија, и ме копка да го питам. А прозборе нешто дечкото или Да, ти си само... правиме моабет, се си разговара. Значи ти Са веќе пак го имаш не скинирано. разговарам. Се Јас сум го пијам, испрашала, јас пијам, се а сум она го правилно испрашала. го имаш Заедно, сканирано веќе, Да, јас аха, веќе го добро. сканирах. И на крајата викам,
а што се ти, викам у хороскоп? И само чекам да каже Водолија. И он вика Водолија. Не е можно, викам. И вака правам, моли. И почнеме да се смееме. Дечкото се збуни. Што се случи? Јас пијам. Не Па знам, види, ти вика одеме на астрологија. Опасни женски сте така за комуникација или за викам, соработка. не е Вие ќе можно. знаете. Се со Водолија си имам работа. Тоа е таа енергија која Таа е тај код. се Секој го привлекуваме носи, едни да. со други луѓе кои си одговараме во светот, така? Да. И ајде и тоа ми го појасните. Знаат да кажат луѓето, тој има негативна енергија, бегај од него, или ти имаш многу убава, позитивна енергија, ми одговара друштвото со тебе и некако ми е пријатно да разговарам. Што е тоа? Кој е таа позитивна, кој е таа негативна енергија? Кој го придонесува тоа? Тоа е целокупната, тука веќе за таа енергија, тука веќе збореме за аура. Тука веќе збореме за здрава аура или за пробушена аура. Тука е веќе одделна аура. Тука е веќе од енергетски делови. Пријатна и позитивна особа има балансирана Венера или има добро поставена месечина, што е значи душа, психа, емоции во наталната карта. Тие особи имат обично убава нежна природа, што другите особи ги привлекуваат да бидат покрај нив. Што не значи дека секоја особа после таква ситуација со друга особа што ќе и биде пријатно, оваа другата првата особа што е веќе пријатна, дека ќе биде добро. Значи можно е, голема е можноста, доколку оваа првата позитивната особа не знае да ја заштити својата енергија, значи има отворена аура, може после сето тоа да биде она малаксава. Значи оваа супер, и она развива се енергијата. енергија. И па тоа знае, Она се hrane многу со често неј, знаеме да додека- кажеме Тоа ме кај троши мене некако, се не ми е случува. убаво. Ама една а тие со негативна негативна особа, енергија? две позитивни особи да има, а само една негативна. Таа една негативна ќе ги бутне двете Да, позитивни. да, јас многу Наравно пати сум учение да почувствувала. се тргнуваме од тие особи. На работење не можеш да се секој пат, например, тргнеш. работиме со Таа клиенти. енергија е променлива. Како да се одбраниме на некој начин од тие особи? Штит. Едноставно да не дозволиш да дојде до тебе таа негативна енергија или капацитетот, например, ако го погледнеш ти на натосот, да не делува врз тебе, значи веќе во тие позрели години јас веќе знам од кој треба да се навредам, од кој не треба да се навредам. Дали Да, но ги критиката знаеме или тие луѓе веќе. држи место или едноставно некој само е фрустриран и ќе каже нешто што не држи. Ако си ти правичен и ако ти ги правиш работите рационално, искрено, честно И и се транспарентно и се знаеш себе си, нема да ти делува таа критика. Но Значи, што е јас не со можам се младите? навредам од Но што е некој со што- младите? Младите не, многу треба работа. И многу, тоа ми многу, беше многу, прашањето, го имам некаде, но Многу треба работа со муавет, младите. да не го испуштиме. Кога е идеално време, период да се направи таа натална карта? Дали за деца треба да се прави? Вака, сега деца мали до 7 години не е препорачено, заради тоа што од 4 некаде до 7 годишна возраст, децата што се уште се под енергијата на мајката. Може баш во некои екстремни случаеви, доколку е препознаено некој талент на детето, па да може родителот да го активира, да може Да го да се насочи, насочи, да. да. Али до 7 годишна возраст не е препорачливо. Добро е некаде на 13-14, значи кога завршува основна школа, што да иде средно. Добро е кога заврши средно, што да иде факултет и дали да иде факултет. И добро е ако веќе одлучи, значи во некој временски период дали да биде работа, што да биде работа. Он веќе ако има значи средено што факултет е завршил, значи биле кај астролог и е кажано тој факултет е добар за тебе, твојот факултет ќе биде и професијата, и финансиите, и работата, и здравјето, тебе ќе ти повлече добро, сето тоа ќе ти склопе мир во домо, хармонија во душата и добар љубовен однос. Значи сето тоа се склопува. Имате ли во вакви заедно. клиенти? Доаѓаат ли Кај кај мене се вас? 90% такви, да. Кај мене се такви. Млади? Ги насочувате? Има и Последните повозрастни. месец ми Насочувате? се од 91 до 94. Јас повеќе Возраст. работам со странци. Бара, Такви аспекти имам. бара да им се изработи натална карта, за да се значи одлучат што понатаму. Сакат да се насочат во својот живот, сакат да се пронајдат себе. Сакат да се, а тоа е за тие 91 до 94, тука е баш тоа враќање на Сатурн. Тука е баш онај првиот дел од животот што некој начин што ние сме училе, колку сме научиле, колку Да. не, ни проаѓа веќе како чекор натака да го на некој начин тоа додатно учиме. И тоа е тај баш некаде 30 години, од 29 до 32 години, значи возраст, кај што веќе особите, барем сега се кај мене, значи таа возраст,
Сакат, значи, да си ја најдат својата природа. И не само натална карта да им кажеш нешто, нели, него луѓето, мислам, Да ги насочиш да на ги тоа насочиш, што им е значи, на што е потенцијалот. потенцијалот, кој им е нивниот максимум, како да допрат до, дали на факултет, дали на работа, дали странство, дали да се задржи во собствената земја, како да работе во домашната земја, дали да работе некаде со шеф, некој да биде авторитет на него, или има он капацитет да работи за себе. Има си потенцијали, да, има си некој, значи во самата натална карта му постоја потенцијал дека он секој пат ќе биде под управување. Не може. Или јас на пример кај мене Како што многу пати викаме, има некој, тој е оперативец, тој само треба да му се нареди да работи, е добар работник, но има луѓе кои се предодредени да бидат менаџери. Лидери, лидери. Тоа ми е интересно. Тоа е потенцијал и не значи дека секој пат ќе го искористи. Натусот ако не е свесен за својот лидерски потенцијал, тоа не може да го бенефитот тотално его. Ќе издействува као доминантно Меркурот е его. многу битен, значи Егото интелектот, дали му е развиен, дали он може да се усети дека ќе го биде за тоа. Има па некој со недобар поставен Меркур и тука ќе му направи што вика она егото се јавува. Егото се јавува. Затоа имаме такви ликови. Има конфликти. Муабетот ми беше дека и покрај тоа што сега зборуваме на денешно време, младите не ги интересира ништо, младите не учат, но тој податок што ми го кажувате сега, сваќам дека всушност младите се многу се барат. Се барат себе. Младите сакат, ама некако не знаат каде да тропнат. Не знаат на која врата да тропнат, не знаат каде да се Имаме опратат. тај генерацијски јас, ние повозрасните сме научени на еден начин на живот, книги, само учење, тоа и биди послушен, а младите мислам дека се многу бунтовни, бараат да се најдат самите себе и затоа од старт се анксиозни, баш поради тај суров начин на растење. Јас во еден предходна тоа е од помош за младите, значи тоа не се покажува на нели идните поколенија, ама со теко на годините тие што идат поколенија, значи тоа ќе се тера понадалеко тај јас, таа недобра воспитаност, таа отсуство на родителите, престижот, нон-стоп по цел ден сме на работа, немаш време. Тај материјален дел веќе функционира 250 години. Тоа ќе извади генерацијски со години уназад, ќе извади дефект на младина. Веќе вади. Дефект на младина. Веќе вади. Имаме проблеми, адолесценти со многу проблеми. Се соочувам, значи, со девојчиња, па и со машки, помалце машки, повеќе девојчиња, нема квалитетен партнер, вика. Не можеме да си најдеме квалитетен партнер. Тоа да. Значи, или сакат скриени врски, или сакат само на вечер у 11 од 2 сат ке му текне ке ти се јава, а ти си сакаш, нели, да си одбереш маж, да си изградиш семејство, да си правиш, нели, дом. Тоа е тоа. Нема. Нема стабилни личности. И мислам дека тек нашето општество ќе се соочува со дефект. Да. Затоа е убаво да на било кој начин, пак ќе кажам, не дека сега ја наметнуваме астрологијата, но на било кој начин да бараат не помош, едноставно начини како да се осознаат самите себе, да детализира кога ќе се женам, у кој ќе ми е маж, тај ли ќе е, таков ли ќе е. Но убаво е да се знаеш сами од себе. Да знаеш дека еве јас нели со мојот хороскопски знак си имам одредени карактеристики и да знам дека некогаш тоа го правам од причина што тоа ми е насока. Знакот е тоа. Или да можеби ќе можам да се коригирам во одреден период од животот или секогаш кога нешто е свесно и нешто го знаеш, можеш да го коригираш. Чист пример е старите што викат кога еднаш ке си изгореш на топло и на ладно дуваш. Па кога ти ќе го знаеш нешто што знаеш дека ти смета, а тоа што смета подсвесно те носи, и ти кога ќе те понесе на сето тоа, тебе мозокот логично и рационално, значи Меркур делува и тебе ќе ти кликне, па да, ја од овоа мене ми потекнува после тој и тој проблем. Нема да сигурно продолжиш, него ќе застанеш. Ти самата ќе го пресечеш проблемот. Таа свест што треба да се повозрасните, да. Бараат ли тие натални карти? Се буди ли свеста и кај повозрасните? Има, да, има. Кај мене преовладува сега, значи моментално, мислам, последната година, преовладува од таа 90 до 94 и преовладува возраста некаде од 79 до 84. И што барате? Каква помош барат од нас? Многу ме интересира. Верувај дека сите го бараат истото.
Сите бараат, Ќе значи... се вработам ли? Не. Сите бараат, сакам да се најдам себе, осеќам се во депресија, осеќам се изгубено, професијата ја работам, заврши Неисполнување. факултет, завршил магистрирале, значи работам, имам добра плата, јас сум незадоволна, осеќам вика исцрпеност. Дојдам од работа, не сум спремна децата да гледам. Или мажот дојдам од работа, ја дома вика не можам да поднасам, нели, таа гужва едноставно. Сето тоа произлегува. Така. И небитно дали е возраста, значи имаме и 90-94 што веќе може да се оформени родители се, тоа е веќе 30 годишна возраст. Беше за, не знам, фамилија, жена на 40-45 години. Истото, веќе тука има луѓе, значи сега 46 години, веќе некоја особа ако се на 20 години омажила, веќе има можда и внуци, веќе има значи стаж 20 години позади незе ако е вработена, ако е била домакинка, значи веќе изморена и исцрпена од сите незини обврски низ живото, и она едноставно веќе децата и се големи, маши е веќе сам на себе на некој начин, и она има потреба да се пронајде себе. Тие 40 до 46 и кај мажот и кај жената се буде. Тај уран што прави со натална опозиција, па го буде тај дел и што викаме ние фаќа климактериум. Ние го викаме како климактериум. Или што викаме има криза во браковите, тој момент. Па тоа е тај временски период. Да, тоа е тоа. Криза во бракот се јавува затоа што бараат да се осознаат и мажот и жената. Да, таа автентичност, да се разбуде. Имав клиентка, значи... Има ли лек за тоа, кажеш? Има. Да, секој пат има. И најлошите аспекти можеш да ги трансферираш во позитивни ако имаш добар водич, ако се обраташ до соодветни лица кај што можат да ти укажат на такво нешто, така да може да се облаже одреден. Значи пред неколку дена имав клиентка која пред 2-3 години, мислам 2 години, не знам точно кога, имаше натална карта и беше значи предодредено едноставно развод, меѓутоа немаше сила да го направи тоа и сега конечно на еклипсата која беше некни на 18-ти, ја се правев наталната на 17-ти, значи ти мило или силом ќе се разведеш. Дали ќе го направиш това свесно во поублажена форма, нели да не тоа го разговараш со неа? Да. Отворено, така, искрено? Значи викам ти требаше това да го направиш пред првиот пат кога првиме натална карта, меѓутоа као да дела шанса се. Заради това што викам за тај период кога ти не си го направила това, а она замисли има Марс во лав, Венера, значи таа жена сака авторитет, сака да биде почитувана, сака да има сопруг до себе, дека што ќе излезе, дека што те послуша? Да. И само и требаше, значи, како тригер што викат во астрологијата, јас да и го потврдам тоа што она не беше сама да го одлучи. И викам, оди си заради това што ќе страда твојата Венера. Значи, твојата Венера се работи за матката, за нејната женственост, значи, ќе страда. И вика да ти кажам, значи, пред не знам колку, 6 месеци или колку си правила некој хирушки зафат со почеток на цин, как ги викат тие таму, значи. Јас това не го знаех. А јас си го кажах, она ми го потврди. И си збира куфарите и се заминува и ќе бидеш, викам, за кратко време ќе ми пишеш, викам, ќе бидеш многу срекна. Се надевам дека е така. Имаме уште многу што да се разговара, навистина интересни теми. Мислам дека опфативме многу аспекти и за брак, и за среќа, и за младите. Сакам само за хороскопските знаци малце да ми каже за сите по еден збор, но повели прво. Би се надоврзала на незината тема сега што е, значи со жената, да, точно, супер. Значи тоа може доколку се сето тоа супер. Зборам супер заради тоа што веќе оне го отвара тој незин дел, незината слобода, незината потреба за да биде емотивно, здравствено и психички добра. Без да биде фрустрирана, незиниот Марс во лав што бара алфа маж, устави го добива спротивната страна, значи добива егоцентрик. Она веќе го ослободува тај дел, али значи наталната карта може да ти даде да го сето тоа променеш. Ево, значи јас се ставам мене личен пример, значи кој сакаш астролог ученик, астролог што е да му ја даде мојата натална карта, ќе рече ти имаш развод. Значи мојата натална карта го носи тоа. Па тоа е тоа што сакав да го кажам. Но ти се носиш со сите, да. Не, само да ослушаш, значи што е поентата.
ученик да ја држа мојата натална карта да ја земе, ќе каже ти имаш развод. Јас сум 25 години во брак. Наталната карта кај мене покажува во временски периоди, вика 17-та година, 18-та преку сила се разведувате. Меѓувремено таа 17-18 година ја веќе учев астрологија. Значи веќе ја знаев природата на планетите, веќе знаев кој како делува, веќе се ја запозна себе. Веќе ја знам како треба и што да делувам. Али кога ние работеш на себе, кога ние ја поправаме таа проблематична планета, не да речеме, него устари таа владар на седмо поле е поле на брак. Проблематична планета, што ти го представува бракот. Ти која таа планета, самата особа која ќе таа планета среде, и особата што ја представува таа планета, у случајот, значи, брачниот партнер те го представува, се менува и самата особа, се менуваш и ти ја подобруваш самата таа планета. Во случајот, пошто самата планета е подобрена, особата не се менува реално, стварно, нели да речеш ти променила се. Особата се менува на начин што едноставно ја подобрувам мојата планета, а ја не го доживувам. И он мене доживува на начин како ја носам мојата планета. Ние сме 25 години во брак. Тоа е тоа што сакам да година до сега навака нашиот брак е многу по-добар отколку претходно. Како некој што би кажал, има ли лек за идеален брак? Тоа е. Таа работа. Во е мој личен пример. Рамнотежа да се воспостави, да има меѓусебно разбирање. Да, се средеш. И да се работи на себе, да. Тоа нека биде едно. Тоа сакам да кажам, не мора да значи оти сите бракови ќе завршат со развод. Значи, ако работи на себе, ако има свест за сето тоа, за потенцијалите, мора да има баланс. Значи, не можеш ти цел живот да тежнееш за себе, а да немаш обзир за потребите. Што вика нека биде тоа апел за сите, да работиме на себе. Тоа е најбитно од се. Кога ние самите, како спомнавме синоќе кога разговаравме за подкастот, кога ние самите ќе бидеме задоволни и срекни, и сите околу нас е така ќе бидат. Тоа што е во нас е се околу нас. Астрологијата има неколку ниво. Астрологијата има психолошко ниво, има објективно ниво, има емотивно ниво, има субјективно ниво. Се тоа живее во нас. Кога ние ќе ги средеме тие 4 нивоа, што ги носиме во нас, ние се што носиме во себе, ние го рефлектираме околу себе. Ако сме ние фрустрирани и изнервирани, тој ден све е проклето околу нас, све е нешто нервозно, такви луѓе ни се. Па едноставно дури ти се појава такви луѓе со твои проблеми што на никого не си го кажал и ти дојде некој и ти вика, бе така и така и ти си викаш, бре, овај од кај знае. Што проблеми има? Ти го тоа привлекуваш. Значи се привлекува. Тоа е тоа што говоревме за малце енергија, тоа и ги препознаваме од универзумот знаците. Значи јас се повеќе и повеќе се соочувам и си викам, боже, јас станах видовита веќе. Знаеш, се плашам самата од себе. Бегате од Вили. Значи ги препознаваш, ги препознаваш. За крај мораме малце да ми кажеш по еден збор за секој знак. Тоа нека биде за сите наши гледачи. Да почнеме, не знам кој беше прв. Која една карактеристика, не знам, да се најдеме сите некаде и како да поправиме малце нешто. Овнот како прв знак е инертен знак, значи секој пат борбен, секој пат е тука за да постигне цели, да се боре за своите нели права, како еден војсководец наоружен со цела опрема. Значи овнот исто така. Со кој си одговара овнот? Еве, пример. Овнот си одговара, може да се одговара со Шкорпија, може да се одговара со Лав. Добро, одиме друг знак. Бикот, значи бикот е Венера планета, значи во бикот е земјен знак и тука сме повеќе насочени на материјалисти, на земјиште, на пари, на богатство. Бикот исто така може и хедонизам да покаже бикот, значи он си е, јас имам Венера во бик и сакам да се бидам комплетна. Софра, со се. Кој му е идеален партнер? Идеален. Реков ме нема идеален, но мислиш со кој си одговара бикот? Наталија, она поги знае, јас може да ги утнам. Добро. Понатаму. Близнаците се еден, што викат, многу не е убаво е кој ќе кажат као дволични. Тоа не се зборува дека близнакот е дволичен во смисла на негативна конотација, него близнакот е двоен. Значи има две врсти на близнаци, може да биде со ниска фреквенција и висока фреквенција, а не дека е дволичен. Значи близнакот е голем другар, комуникативен,
креативен, значи он може да изтрча да направа, значи се Добро е да поврзано имаш- со комуникација. Добро е да имаш покрај себе близнак. Секогаш ќе те насмее. Добро. Значи Други? секогаш. Ракот, он е плачко. Леле, Ракот е ракот емотивец, ракот е за дома, па за децата, па за семејството. Он е, мислам така, ќе дадам некои сликовити баш описи тоа да не не биде интересира, професионално сега да читам Други? одадуше. Лавот се знае, лавот крал. Нели, он секој пат сака да биде почитуван, секој пат сака да биде прв лидер, значи он секој пат сака да ужива во своите угодности, па да има скапа кола, па да има злато, па да има Знае да ужива, знае да авторитет. живее. Да, лавот. Девиците, они се терпентини, јас да ги кажам така, мада сам јас подзнак девица. Не знам зашо не сум терпентина, ама терпентина сум во некои ситници. До крај ги Да. сака да Они да, се, да ги значи, носи се во- сакат да аха. им е подредно аналитични се, еве тука можам да се најдам, значи многу анализират. Ако ти нешто кажеш и разговарат и после некое време кога ќе спи и кога ќе го мота филмот, анализи ќе прави. Знам дека е Значи, точно. тоа. Добро, Вагите тоа се, потврдено. да, вагите се балансерот, вагите се, значи, оние кои секој пат сакат да прават хармонија, вагите се тие кои исто така и они сакат да уживат убаво. Може да најдеш многу уметници со одредени лични планети во вага, значи да цртат или да Така. дури може и некој да изработува и как се викат Скулптури. не скулптури, креатори. Така. Креатори. Други? После Колку вагата знаци? 12. 12. После вагата значи е шкорпијата. Шкорпијата е многу мистериозна, на мен многу ми е страх од шкорпии. Како личност? Шкорпиите Карактерни се, црти. не знаеш, она как ќе те... Опасни, значи баш значи, они се во прав така. смисол шкорпијата како Ако што е, има аха. добар однос со Добро. тебе, значи они ќе ти бидат верни се. Меѓутоа, не дај Боже да ги Допреш. сгрешаш, да им сгрешаш, значи ќе те униште. Добро. Шкорпијата е стварно. Меѓутоа и они имат своји доблести, значи како добри се за истражувачи, добри се за детективи, добро. добри се во некоја лабораторија за Слушајте, шкорпи, истражување ако на се мислите за на професија, посебно за генетика младите. или на било што. понатаму. Стрелците, они се смешко, јас така ги викам, смешковци. Они се секој пат позитивни, секој пат сега се таму, сега се наму, брзи на таму на вама авантуристи, значи они можат да ти раскажат приказни од цел свет. И сега јарците Стрелци. доаѓа на ред. Ајде, Јарецот Кажи, е кажи. многу упорен, јарецот е трудолюбив, зрел, Слушате ли, човек на колеги? кој може да се потпреш, знајот и јарецот да си у најдлабоката дупка ќе те изваде. Значи, јарецот може би за себе нема толку да уложи колку ќе уложи за тебе. Значи, упорни се. Добро. Јарците се качуваат саме нели по тие планините, значи за нив е недостаточно. Обично Нема луѓето што нешто планинарат што не мора може. да имат нешто јарачко. Добро. Водолиите се такви екстремни, как да кажам, од една крајност во друга, кај нив нема баланс. Или ќе те сака многу, или ќе те мразе многу. Значи, они се оригинални, неконвенционални. Значи, секој пат водолиите не можеш да го седнеш на едно место. Водолиите сака слобода. Ти да врзаш еден маж со Марс во Водолија или Имаш ли некоја маж доминантна Водолија, планета, пушти го Водолија, слобода. пушти го, не го ограничави, готово загарантирано Не значи дека не те сака, но му треба загарантирано слобода. те, да. Добро. Од Толку несакување. сите ги- Имаме риби. Риби. Рибите се сонувачи, рибите се последниот зодијачки знак, значи луѓето со знакот риби, значи тие се как да кажам, у свој фантазии. Нели рибите живеат во длабочината на водата, значи тама има животински свет, све и свашта. Од нив може најголемите инспиративци, најголемите креативци, значи со рибите и со други аспекти, ако биде добро положено, А тие значи се ќе мирни бидат. по природа. Мирни Рибите се, луѓе, да, некако емотивни знаат. се и они се, това е океан од емоции, за џабе не кажуват ако имаш Аха. месечина во риби или поврзано со рибите, ти се емоции тука, можеш романи да пишеш на Љубовни романи, да. Тоа е така по забавно. Јас мислам дека убави и совети им дадовме на луѓето и малце ги внесовме во тоа што значи астрологија, што значи натална карта и како малце повеќе да поработат на самите себе за да бидат подобри
и за себе и во комуникација со другите луѓе и да им биде животот поубав. Јас За така би го собствен кажала придонес, тоа е за да. собствен придонес, Да. не дека нели мора да се направи на него едноставно, ако сака да си помогне самиот на себе, да не права грешки постојано и постојано. Да. Тоа е да. за нив. Јас ви благодарам, Наталија и Виолета, мене ми беше многу убаво на денешниот разговор и се надевам дека во иднина ќе имаме уште некои. Многу има теми да се Да, зборува. има. Сватив дека сега има многу што да се Ова разговара. е Се надам од дека површината повторно ќе површината. разговараме. Така да. Привршуваме. Ти Ви благодариме. благодарам. Благодарам и на вас за учество. Вас гледачи, ви благодарам на вниманието. Се гледаме наредниот подкаст. Поздрав!